Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе почнеме со обработка на глава 2 од Евангелието според Матеј. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да отворите на тоа место. Ако имате можност, можете и да фаќате белешки од тоа што ќе го зборувам во оваа епизода. Верувам дека тоа ќе ви помогне да запомните поголем дел од материјалот. Како и во една од претходните епизоди, сакам да напоменам дека Евангелието според Матеј е една од клучните книги во Библијата, а особено една од клучните книги во Новиот Завет. Во глава 2 од Евангелието според Матеј читаме за посетата на мудреците од Исток, кои дојдоа да го видат Господ Исус, но и дознаваме за бегството на Јосиф, Марија и Исус во Египет, како и нивното населување во Назарет. Сега само ви ги набројав настаните опишани во оваа глава, но зад нив се кријат важни духовни вистини, кои би било штета да ги пропуштите. Исполнети пророштва. Како што кажав на почетокот од проучувањето на ова Евангелие, секое од 4 Евангелија беше напишано за конкретна група на луѓе. Матеј им пишува на израелците и ова Евангелие е упатено кон религиозните луѓе. Во глава 2 од ова Евангелие имаме исполнување на 4 пророштва во однос на Месијата, а во настаните поврзани со неговото раѓање се исполнети севкупно 7 или 8 старозаветни пророштва. Сакам да ви ги набројам пророштвата што се исполнија, а се спомнати во глава 2 од ова Евангелие. Сигурен сум дека и во тоа време имало луѓе што сериозно ги проучувале писмата и со чудење дошле до заклучок дека овие пророштва навистина се исполниле со Исусовото доаѓање, колку и тоа да им изгледало невозможно или тешко. Прво, во Стариот Завет се вели дека тој ќе се роди во Витлеем. Михеј, глава 5, стих 2. Второ, тој ќе биде повикан од Египет. Осија, глава 11, стих 1. Во областа Рама ќе има плачење. Станува збор за област што се наоѓа северно од Ерусалим, на иста оддалеченост колку што е Витлеем јужно од Ерусалим. Ова пророштво е запишано во книгата на пророк Еремија, глава 31, стих 15. Во оваа глава се вели дека Исус и неговите родители се населија во градот Назарет. И со тоа е исполнето пророштво запишано во книгата на пророк Исаија, глава 11, стих 1. Прашањето е како може сите овие пророштва да се исполнат преку раѓањето на тоа мало бебе. Матеј ни дава до знаење дека Бог стоеше за целата таа ситуација. Бог ги вети тие нешта преку пророците во Стариот Завет и тој направи тие ветувања да се исполнат со доаѓањето на Исус. Патем, сакам сето ова да го поврзам со нешто што допрва треба да се случи. Во Библијата имаме и многу пророштва поврзани со второто доаѓање на Господ Исус Христос. За нас денес е тешко да разбереме како може некој од тие пророштва да се исполнат. Јас сум убеден дека кога ќе дојде време да се исполнат пророштвата за второто Христово доаѓање, сите оние што ќе бидат живи ќе сватат дека коцките ќе се наместат онака како што Бог предскажал. Кога ќе дојдеме во неговото присуство и сите пророштва ќе се исполнат, ќе сватиме дека нештата си се одвивале по природен тек, баш онака како што било кажано. Ајде сега да почнеме со читање на текстот и да видиме како се збиднаа сите овие нешта. Сигурен сум дека Матеј има конкретна причина поради која ги запиша настаните што ги читаме во глава 2. Ќе го прочитам првиот стих. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете, дојдоа во Ерусалим мудреци од Исток. Да размислиме за овие зборови барем за момент.
ова извештајот за посетата на мудреците. Кога тие дојдоа во Ерусалим, почнаа да се распрашуваат каде треба да се роди царот. За него велеа дека е царот на евреите, а во тоа време Ирод ја носеше титулата на цар на евреите. Ако имаше едно нешто што Ирод не го сакаше, тоа беше конкуренција. Тој воопшто не можеше да живее со помислата дека некој би му го зел престолот. Кога ги слушна прашањата на мудреците што дојдоа во Ерусалим, тој се уплаши. Да видиме што вели овој стих. Во последниот дел од стихот се запишани зборовите. Дојдоа во Ерусалим 3 мудреци од исток. Дали така пишува во вашите Библии? Некој можеби ќе забележи дека го додадов зборот 3 во стихот. Но зарем не е тоа она што го гледаме на божикните честитки, дека тројца мудреци го посетија Исус? Мислам дека голем број луѓе ја знаат божикната приказна онака како што е представена на божикните честитки и картички, а не онака како што е представена во Библијата. Поради тоа, тие немаат правилно разбирање на настаните поврзани со Исусовото раѓање. Пред многу години ја поучував Библијата на еден клас од многу талентирани студенти на библиско училиште. Всушност, го поучував Евангелието според Матеј, а додека траја часовите, моите студенти донесоа божикна честитка, на која беа насликани некои аспекти од првиот божик, кои требаше да се поправат. Мислам дека имаше 5 или 6 нешта кои беа погрешно представени и некои од нив ќе ги спомнам и во ова проучување. Прво, ќе забележите дека текстот не ни вели дека станува збор за тројца мудреци. Не знаеме колку мудреци дојдоа да го видат Исус, но јас лично не сметам дека Ирод, а и целиот Ерусалим ќе се вознемиреа ако стануваше збор само за тројца луѓе. Јас би предпоставил дека отприлика 300 мудреци би го постигнале тој ефект. Но овие луѓе дојдоа од истокот, но не знаеме од колку царства доаѓаа. Тоа што го знаеме е дека ги проучувале звездите и кога се собрале заедно, одлучиле да одат во Ерусалим. Јас повеќе мислам дека беа околу 300, а не 3 мудреци. Но нема да инсистирам на тоа, бидејќи не можеме да знаеме. Но прилично сум сигурен дека не беа само тројца. Стих 2. И рекоа, каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Тие го бараа царот, и тоа беше причината поради која Ирод се вознемири. Нивните зборови се следните. Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Сакам накратко да објаснам што значат овие нивни зборови. Имено дека ја видоа звездата на царот на исток. Прашањето е, дали станува збор за некаква источна звезда? Моето мислење е дека станува збор за звезда што не е источна, туку што можела да се види од истокот. Може би подобар превод на овој дел од стихот би бил: ја видовме од исток неговата звезда. Самата звезда се наоѓаше на запад, во споредба со местата од каде потекнуваа овие мудреци. Но моето прашање е, како овие луѓе знаеа дека оваа звезда го навестува раѓањето на царот? И како воопшто знаеа дека таа е поврзана со Израел? Единственото библиско објаснување што можам да го дадам е дека во книгата Броеви, глава 24, стих 17, Валаам ги кажа следните зборови. Го гледам, но не е тоа сега. Го посматрам, но не одблиску. Звезда од Јаков се издига и жезол од Израел. Тој ќе ги поразува кнезовите моавски и ќе ги ништи сите синови ситови. Интересна изјава, зарем не? Забележете што вели пророштвото. Звезда од Јаков се издига. Ова се однесува на звезда што ќе се издигне од израелскиот народ. Потоа вели и жезол од Израел.
Звездата и жезолот одат заедно. И верувам дека двата збора се еден вид на пророштво за Господ Исус. Мое лично верување е дека мудреците од истокот ги имаа в предвид овие зборови кога дојдоа до заклучокот дека ќе се роди царот на евреите. Забележете реакцијата на Ирод, а и на целиот Ерусалим. Стих 3. Штом го чу тоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. Ке повторам, моje мислење е дека во Ерусалим дојдоа голем број на мудреци, кои почнаа да се распрашуваат за новиот цар. Ако беа само тројца мудреци, не ми се верува дека целиот град ќе се вознемиреше. Но забележете реакцијата и на царот Ирод. Тој сакаше да знае повеќе детали за тој нов цар. По природа, Ирод беше многу суеверен, а и плашлив човек. Жал ми е што немам доволно време, малку повеќе да зборувам за него. Но доколку сакате да дознаете нешто повеќе за Ирод, би сакал да ве охрабрам да отворите интернет и да пребарате информации поврзани со семејството на Ирод Велики. Од тоа што ќе го прочитате, лесно ќе дојдете до заклучок дека тоа семејство беше составено од злобни луѓе, кои би можеле да ги наречеме првовековна мафија. Не само што неговото семејство беше составено од злобни луѓе, туку Ирод беше најзлобен од сите нив. Својата позиција како цар на јудејците не ја заслужи, туку ја купи од римјаните, а за да ја зачува, има посегнато и по животот на своите деца. Кога слушна дека се родил нов цар, тој покажа навидум добронамерна љубопитност. Стих 4. И кога ги собра сите првосвештеници и книжници од народот, ги праша каде треба да се роди Христос. Сигурен сум дека тој ги праша, но исто така и им заповеда да му кажат. Тој им рече, вие ги познавате писмата и во нив имате пророштва за доаѓањето на Месијата. Сакам да знам каде ќе се роди. А религиозните водачи му кажаа. Стих 5. А тие му одговорија, во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. И ти, Витлееме, земјо јудина, по ништо не си помал меѓу војводствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач што ќе го пасе мојот народ Израел. Кога Ирод се посоветува со фарисеите и книжниците и ги праша каде треба да се роди Месијата, тие не ги отворија писмата за да дознаат што пишува по однос на тоа прашање. Тие веќе знаеа дека во Михеј е запишано тоа пророштво. Немаа потреба да го бараат текстот, бидејќи го знаеа напамет и можеа да го цитираат. Многу добро беа запознаени со пророштвата за доаѓањето на Месијата. Но единствениот проблем беше тоа што нивното знаење беше академско. Односно, тоа знаење не ги поттикна да одат и да го побараат Месијата, туку си останаа во Ерусалим, односно дома. Би можело да се каже дека овие луѓе знаеа одредени фактички вистини, но тие вистини како да немаа големо значење за самите нив. Ако нивното познавање на пророштвата беше вистинско и значеше нешто, тие веднаш ќе се качеа на камилите или ќе тргнеа пешки кон Витлеем. Но такво нешто не се случи. Најсоодветната реакција во тој момент би била следнава. Фарисеите и книжниците ќе ги замолеа мудреците да одат заедно во Витлеем, бидејќи и тие сакаат да го видат Месијата. Денес има многу луѓе што велат дека го очекуваат второто Христово доаѓање. Некои од нив сакаат дури и да зборуваат на оваа тема и да ги дискутираат пророштвата за тој настан. Но прашањето е, дали би биле радосни ако Христос се врати токму во овој момент? Што ако Христос се врати сега? Дали ќе ги најде како прават нешто што не треба да го прават? Дали ќе ги најде подготвени за неговото доаѓање? Фарисеите и книжниците сакаа да зборуваат за Месијата,
но не беа подготвени за неговото доаѓање. Се надевам дека ние нема да ја направиме истата грешка. Продолжуваме со читање на текстот. Стих 7. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив времето кога се појавила ѕвездата. Моje лично мислење е дека ѕвездата се појави некое време пред да дојдат мудреците во тој дел од светот. Тие патуваа со камили, не со авиони, а патот низ пустината и на вистина долг и треба многу време да се патува. Ако морам да бидам по-конкретен, ќе кажам дека според мене тие дојдоа во Ерусалим од прилика 1 година откако се појави ѕвездата на небото. Со други зборови, тоа значи дека кога ја забележаат ѕвездата, нив им требаше одредено време да се организираат, да тргнат на пат и да стигнат во Ерусалим. Но, додека се подготвуваа и патуваа, нивните срца беа исполнети со надеж дека ќе го видат Месијата и затоа со себе понесоа и подароци. Забележете го последниот дел од разговорот помеѓу Ирод и мудреците. Ова ќе биде важно и за следното наше проучување. Стих 8. Па, испраќајќи ги во Витлеем, им рече: одете и распрашајте се добро за младенецот, и штом ќе го најдете, јавете ми за да одам и јас да му се поклонам. Ирод беше лукав како змија. Ако кажеше, не може тука да има друг цар, освен мене, или пак ако веднаш се заканеше дека ќе прати војници да го убијат новиот цар, тој никогаш немаше да дознае каде се родило бебето. Ирод многу добро знаеше дека мора да биде лицемерен, да се преправа дека е заинтересиран за да го сретне Исус. И затоа со толку убави зборови ги испрати во Витлеем. Тој дури побара од нив да се вратат, да му кажат каде е царот, за да оди и да му се поклони. Се разбира, тој воопшто немаше таква намера. Стих 9. Тие, откако го ислушаа царот, си заминаа. И ете, ѕвездата што ја беа виделе на исток, врвеше пред нив, додека не пристигна и се запре над местото каде што беше младенецот. Значи ѕвездата повторно се појави. Предпоставувам одреден период додека патуваа, тие не ја гледаа, но сега пак се појави. Низ годините во западниот свет, голем број на астрономи се обидоа да објаснат каква била ѕвездата што мудреците ја видоа на небото. Но моje мислење е дека не можеме да знаеме со сигурност. Самиот Матеј кажува дека станува збор за ѕвезда која беше на вистина необична. Или ајде да се обидам да го кажам тоа со поинакви зборови. Таа ѕвезда беше посебна и беше пратена од Бог за посебна намена. Така што денешните астрономи нема да можат да ја објаснат. Појавувањето на оваа ѕвезда беше чудо само по себе, но не беше цел сама по себе. Затоа сметам дека нема потреба да си го трошиме времето, барајќи начини да ја објасниме или споредиме со нешто што нам денес ни е познато. Стихови 10 и 11. А кога ја видоа ѕвездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. И штом влегоа во куќата, го видоа младенецот со мајка му Марија. И паднаа, па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. Кога дојдоа мудреците, Исус веќе не беше во шталата. Матеј вели дека мудреците влегоа во куќа. Очигледно е дека гужвата во градот Витлеем се расчистила, па затоа Јосиф и Марија можеа да најдат некое посоодветно место за престојување. Но, со оглед на тоа што станува збор за новородено бебе, Јосиф и Марија не сакаа веднаш да се вратат дома, бидејќи долгиот пат сигурно ќе имаше негативни последици врз бебето. Затоа одлучија да останат одреден период во Витлеем. Матеј пишува: го видоа младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија.
Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови – злато, ливан и смирна. Овој текст е интересен поради неколку причини и ќе ми дозволите накратко да објаснам кои се тие. Прво, на сите божикни сликовници гледаме како мудреците го посетуваат Исус во штала, но според Матеј тоа не било така. Текстот јасно ни вели дека дојдоа да го видат во куќа. Втор многу важен аспект е тоа што се вели дека мудреците паднаа па му се поклонија. Кому му се поклонија? Што мислите? На Исус, се разбира. Мудреците не и се поклонија на Марија, како што за жал некои што се нарекуваат христијани го прават тоа. Тие постапија многу мудро и ние би требало да го следиме нивниот пример. Матеј вели дека овие луѓе му донесоа на Исус злато, ливан и смирна. Забележете нешто многу интересно. Во Исаја, глава 60, стих 6, имаме едно пророштво што се однесува на второто Христово доаѓање. Таму пишува: множество камили ќе те покријат, едногрби камили од Мидјан и од Ефа. Сите тие ќе дојдат од Сева и ќе донесат злато и темјан или ливан и ќе објавуваат славата Господова. Значи во ова пророштво се спомнуваат златото и ливанот, но не и смирната. Зошто мудреците првиот пат му донесоа смирна? Бидејќи таа е символ покрај другото и за смртта, а Исус првиот пат дојде за да умре за нашите гревови. Значи секој од трите подароци кои му ги донесоа мудреците има одредена символика. Златото е символ на неговото раѓање. Царот се роди. Темјанот е символ на благопријатниот мирис на неговиот живот. Смирната е символ за неговата смрт. Овие три подароци му беа донесени на Исус Христос. Но, кога ќе дојде повтор пат на оваа земја, нема да му биде принесена смирна како подарок. Следниот пат кога ќе дојде, тој нема да умре за гревовите на светот, туку ќе дојде да му суди на светот. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Како што можете да забележите, ова е многу важен дел од писмото. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.